Знам дека можам подобро. Колку пати си го кажала тоа сама на себе? Замисли за момент дека купуваш фустан за некоја посебна пригода. Ке земам син фустан, си велиш. Таа боја добро ми стои. Но не било која сина, не тиркизна, не азурна или светло сина, сакам баш онака царска сина. Таа боја најдобро ги истакнува моите очи и во неа најдобро се чувствувам. Таа е моја боја. Исто како и нијансите на една боја, и нашата личност се прикажува низ различен спектар на нијанси, а за тие нијанси покрај другото се заслужни животот, луѓето и околината. Некои нијанси од твојот карактер си ги одбрала сама, некои не си успела да ги зачуваш и си избледени, исто како фустанот кој губи својата оригинална боја после многу перење. Кога имаш таков фустан, ти се уште го носиш, но знаеш дека треба да изгледа поинаку. Сакам да те предизвикам, ако се уште не си го направила тоа, тргни во потрага по твојот посакуван израз. Она кој најдобро те дефинира. Барај го, обликувај го, именувај го тој израз, се додека не засијае и не биде тоа што го сакаш. Знам дека можам подобро. Се разбира дека можеш. Затоа трагај и не се откажувај. Која е твојата вистинска нијанса?